Четврток, 23 март, кратки вести во 12 часот. Ниту едно лице од Охрид не се пријавило за гласање на бугарските избори, а само 169 бугарски државјани кои живеат во Македонија се пријавиле да гласаат на парламентарните избори во Бугарија што ќе се одржат на 2 април годинава. Списоците на пријавени за гласање се објавени на веб страницата на Бугарското министерство за надворешни работи, а едно избирачко место е предвидено и во Охрид, каде беше отворен и бугарскиот клуб Цар Борис III, но за таму не се пријавил никој. Списокот не е предмет на објавување бидејќи нема лица кои изразиле желба да гласаат, пишува за избирачкото место во Охрид. Во 6 останати градови пак најмногу гласачи ќе има во Кавадарци и Прилеп, а најмалку во Битола. Веста за ниското ниво на култура на однесување што многу често се рефлектира и во сообраќајната култура е помеѓу најчитаните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читатели до нашата редакција испратија фотографии со непрописно паркирани возила. На оваа тема сме пишувале многу пати, но постојано е актуелна. Читателите во најголемиот дел од коментарите посочуваат на бројни примери за вакво несоодветно однесување во сообраќајот на повеќе локации во градот. Бараат почитување на законски регулативи и ставање ред, но и поголема активност на полицијата, пајак службата и сите останати сегменти кои може и треба да внесат ред во оваа област. Дел потсетуваат дека итно се потребни толку ветуваните катни гаражи, особено во централното градско подрачје. Скоро една деценија изградбата на автопатот Киче во Охрид топ тема во охридската јавност. Ова пред се поради фактот што во текот на изминатите скоро 10 години колку што се работи на делницата, лошите услови за возење на патот предизвикаа неброени сообраќајни незгоди во кои загинаа многу луѓе. На потегот до селото Требеништа се изведуваат градежни работи како дел од проектот за изградба на коридор 8 и коридор 10Д од Тетово до Ќафасан, кој ќе чини 1,3 милијарди евра или 12 милиони евра по километар. Парите за овој инфраструктурен проект ќе се одвојуваат од буџетот на државата по 250 милиони евра годишно. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.